Во организација на спортскиот директор на боречкиот клуб Олимпија Методи Сичков во Штип се собраа некогашните боречки легенди, кои во текот на својата кариера биле под будниот надзор на својот учител и тренер Бојан Рангелов. Човек кој со своите 85 години се уште витален, активен, дружелюбив и подготвен да се појави било каде и да го повикаат да пренесе дел од своето богато искуство, а со тоа да им даде мотив и алан на младите борачи да ја негуваат и да ја популаризираат боречката вештина, за да се врати на некогашниот блескав пат, крунисан со балкански, европски и олимписки титули. Имињата на Санде Коцев, Добро Маринков, Орце Митров, Ристо Личов, Данто Стојанов, Страшо Глигоров, Ацо Крстев, Ванчо Мутавџиски, Колен Тониев, Гордан Николов, Кирен Нисев и ќе ни простат сите останати за кои треба многу простор, дојдоа да се видат, да поразговараат и да евоцираат спомени. Во името на локалната самоуправа, спортскиот педагог Нови Здравев ги запозна присутните со ликот и делото на Бојан Рангелов, при што му доделија плакет и диплома за неговиот несебичен удел и придонес во борењето. Јас сум скоро 50 години присутен во животот на спортот во Штип и покрај мојот спорт од бојката, втор спорт кој го најмногу обожаваме борењето. Доказ за тоа и моето присуство овде. Значи сите борачи се на некој начин и мои пријатели, тоа добри пријатели. Борете го паметам од 71 година, за жал господинот Бојан Рангелов не го паметам како борач, но го паметам како пионер на македонското борење. Знам дека има огромен придонес во развојот на борењето во Македонија, во повеќе градови бил како тренер и има огромни заслуги, посебно за Штип. Еве јас ова прилика ќе искористам како представник од локалната самоуправа да му врачам на господинот Бојан Рангелов една плакета да се сеќава на овие убави моменти спортски поминати во градот Штип и му посакувам уште долг живот и се во Бојан Рангелов беше борач од првата генерација на Балканец, потоа исклучително успешен тренер во 60-тите години. Познат е случајот од тие години кога заедно со своите борачи ги паркираа, така наречено душеците, пред тогашното собрание на општина Штип, протестирајќи за лошите услови и барајќи да им се изгради спортска сала. Како тренер на македонската репрезентација ги оформи првите олимпијци за Мексико 1968 година, Симеон Шутев и Борче Димовски, но бидејќи тоа беше периодот на Југославија, како селектор замина Љубомир Геџа Ивановиќ, но затоа пак беше првиот македонец олимписки селектор за Михен 1972 година со барачите Ристо Дарлев и Сефер Салиовски. Заедничката дружба на боречките легенди во Штип заврши со традиционален коктел, за што се погреши организаторот на овој исклучително богат настан.